Во Русија е ден на жалост по 92 жртви во авионската несреќа што вчера се случи во близина на Сочи на Црно море. Потврдено е дека меѓу загинатите биле и 68 членови на рускиот воен ансамбл Александров. До несреќата дојде веднаш по полетувањето од аеродромот во Сочи, каде што авионот полнел бензин. Крајна дестинација на авионот била руската воена база во близина на Латакија во Сирија, каде што ансамблот Александров требаше да одржи новогодишен концерт за руските војници. Рускиот министер за транспорт Максим Соколов изјави дека не биле пронајдени преживеани во авионот. Освен членовите на ансамблот Александров, во авионот имало 8 членови на екипажот, 6 воен персонал, 9 руски новинари и членката на Советот за хуманитарни односи на председателот Путин, Елисавета Петровна Глинка, која требала да предаде хуманитарна помош во Сирија. Была развернута поисковая спасательная операция. К сожалению, на настоящий момент никого из выживших обнаружить не удалось. И я от имени лица правительственной комиссии приношу самые искренние соболезнования всем родственникам и близким погибших в этой катастрофе. Предходно рускиот председател Владимир Путин во Санкт Петербург исто така им изрази сочувство на роднините на жртвите во несреќата. Путин, кој беше придружуван од неговиот колега од Казахстан, Нурсултан Назарбаев, изјави: Правительству поручено сформировать комиссию, которую возглавит министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастроф и сделано все для того, чтобы показать поддержку семьям погибших. Според министерот за транспорт Максимов, се испитуваат сите можни причини за несреќата. Меѓу нив и тоа дали временските услови или пак недоволното почитување на безбедносните стандарди на аеродромот биле тие што довеле до несреќата. Сепак, руските власти ја отфрлат можноста од тероризам. Истражните органи веќе разговарале со техничкиот персонал кој го подготвувал авионот да полета од Сочи. Според Министерството за одбрана, авионот од типот Ту-154 бил произведен во 1983 година и имал околу 7000 часови летање. Авионот бил на дополнителни преправки во декември 2014 година, а последен пат прегледан во септември годинава.